Петок, 22 март, кратки вести во 12 часот. Денес се одбележува Светскиот ден на водите. Уште еднаш се поставува прашањето дали го чуваме доволно нашиот езерски бисер, древното Охридско езеро, за кое некогаш дозволуваме да има третман како обична вештачка акумулација. Има осцилации во водостојот, па честа е сликата по кејот на езерото да му се бројат коските. Со падот на водостојот на површина излегуваат плодовите од нашата ниска еколошка свест. Загадувањето се уште е на превисоко ниво, а односот кон живиот свет во езерото е најблаго кажано алармантен. За проблемот да биде поголем, езерото е поделено помеѓу две држави, секоја со своја регулатива и однос кон него. И понатаму голем предизвик останува зачувувањето на Охридското езеро како значаен екосистем. Државната изборна комисија ги потврди листите на сите 7 на кандидати за претседателските избори, закажани за 24 април. Редниот број на избирачкото ливче ќе се знае најдоцна до 28 март. Поддршка од граѓаните ќе бараат Стево Пендаровски, Гордана Силјановска-Давкова, Максим Димитриевски, Билјана Ванковска-Цветковска, Бујар Османи, Стефчо Јакимовски и Арбен Таравари. Партиите пак интензивно ги кројат пратеничките листи и носителите за парламентарните избори на 8 мај. Канцеларијата на ОПСЕ ОДИХР ја отвори наблюдувачката мисија во Македонија. Покрај главниот тим од 12 меѓународни експерти во Скопје, вкупно 20 лица ќе бидат распоредени низ земјата, а тим од 2 наблюдувачи ќе има и во Охрид. На градскиот плоштад во Охрид припадници на армијата на Република Македонија утре во периодот од 9 до 18 часот ќе реализираат тактичко-технички збор, односно изложба на вооружување, борбени системи, опрема и моторни возила. Припадниците на баталјонот за специјални сили во водите на Охридското езеро кај градското пристаниште со употреба на атрифици, средства за звучни ефекти и друга опрема ќе изведат показна вежба препад на пловен објект. Во вежбата ќе се вклучи и хеликоптер на воздухопловниот винг на армијата. Настанот е дел од активностите за одбележување на 4 годишнината од членството на Македонија во НАТО. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува слаб до умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.